сакал да искоментирам две работи за обвинителниот тек и за мојот впечаток до сега за судската постапка. Што се однесува самата постапка, се надевам дека како и до сега ќе продолжи без никакви очигледни влијанија. Што се однесува до обвинителниот предлог, тоа што можев да го забележам, поготово после рочиштето денеска, не само што е обид за политички мотивиран прогон на луѓе кои што протестираат, туку и беше најблаго кажано катастрофално лошо спремен и правно неиздржан. Односно обвинителството се дрзна да покрене постапка без претходно да биде определена штетата. Па денеска на првото рочиште им текна да предложат како сведок представник на Министерство за култура кој што накнадно ќе се произнесе за наводно причинетата штета. Поради тоа се одложи судењето денеска за 14 ноември, што во принцип не представува никаков проблем со случај на тоа што се одолговлекува и продолжува оваа голгота и малтретирање и едноставно трошење на времето на целата јавност од други многу посуштински прашања со кои што се борим. Во меѓувреме обвинителството на Зврлевски продолжува да го игнорира вистинскиот криминал во државата, продолжува постапува исклучително по налог на својот партиски шеф, председателот на партијата и така натаму, но многу ми е мило што се собравме тука и што добар број луѓе дојдоа во работно време за да кажеме дека сео дека нема правда, нема да има мир. Благодарам. Следните чекори, но? Па мојот следен чекор кој што е сигурен дека ќе дојдам на 14 ноември на следното рочиште. За шарената револуција до целост не можем да зборам, ама се надевам дека ќе продолжиме секогаш да бидеме тука кога СЈО ќе продолжи да се соочува со огромни пречки во своите работи. Значи, по директен облик на прекинување на поддршка и на подривање на авторитетот на СЈО јас немам видено. Ако тие смета дека рокот не треба, ако по тие мислам на пратениците на владачкото мнозинство, а и да не ги земеме од вина пратениците на ДУИ кои што не дојде и останатите кои што избегнаа да гласат, со само до тоа што се одбива да се продолжи рокот, очигледно се кажува дека се нема волја да се открие кој прислушкувал и кој криминали се во прислушкуваните разговори. Ако сака специјалното јавно обвинителство да го искористи ефективно времето што го имаше, можеби немаше да донесат одлуката за аболицијата и на крајот на криштата мора да свата дека поготово тешки облици на организиран криминалитет за каков што се сомничи и се истражува ова влада и незините представници не може да бидат истражувани без целосна, соодветна и адекватна заштита на сведоци и свиркачи. Очекуваш ли правна разврска на судењето? Моето? Да, се разбира. Па јас, ти си самиот знаеш дека присуствуваше на 18-тите видовме, нели? Да, бев на 18. Слушна дека има СЕДЕ со докази, нели, да? Наредниот рочиште ќе имаш можности да се изјасниш. Веќе се изјаснив, ќе се обидам да го скратам времето. Значи, да, бев дел од групата која што Зврлевски дрско ја нарекува толпа и не признавам вина за моето сторено поведение. По дефиниција, вина е општествен прекор. Не може да ме прекорува општеството, чии што правен систем дозволува Сдруженијето на Груевски 10 години да силува правдата во оваа држава и да ја киднапира секоја пора во нашето општество. Ке прифатиме одговорност за своите постапки, меѓутоа само кога Груевски и другите инкриминирани во објавените разговори ке прифатат одговорност во судницата до мојата. Така е.